Ја следите емисијава на Радио Македонски корени со вашите домакини Јони, Бети и Треновски. Почитувани слушатели и Facebook пријатели, но и наши ценети следбеници, во наредниве минути имаме чест и задоволство да поразговараме со професор доктор Митко Панов, редовен професор на Институтот за национална историја и председател на Сдруженијето на историчари на Република Македонија. Господинот Панов го покануваме да не се придружи во студиово. Се гледаме, верувам и не слушате, господине Панов. Добро ви утро и добро ни дојдовте и денес на Македонски корени. Добро утро и на вас, се надам се слушаме. Да. Благодарам на поканата. Добро ви утро и од мене, професоре Панов. Ви благодариме што прифативте нашава покана и по малку подолга пауза повторно не удостоивте да подискутираме за теми кои не обременуваат сите нас без разлика каде и да сме. Поводов за денешното ваше гостување е поради две причини. Едната е тоа што од поодамна ве немаме покането овде на Македонски корени, а втората причина е затоа што во јавноста излезе една информација дека учениците од основното образование, поточно од 6-то оделение, во кои учебници сега учениците нема да учат за делото, односно делата на светите браќа Свети Кирил и Свети Методи, како и за делата на светите Климент и Свети Наум, но тие нема да учат за целокупната историја и потекло на македонскиот јазик. За оваа тема ќе проговориме малку покасно во разговорот, така да за сега би се задржале најпрво на поновите теми кои на некој начин беа во фокусот на македонската јавност. Каков е вашиот впечаток за овогодишната Илинденска прослава? Го одбележа ли оваа влада достоинствено Илинден, еден од најсветлите денови на македонската историја, и како гледате, односно како ќе го протолкувате тоа што премиерот Ковачевски одлучи на 2 август да не се појави на Медичкин камен во Крушево, туку наместо тоа своето илинденско обраќање го имаше на Скопско кале, кое мислам дека на никаков начин не се поврзува со Илинден, можеби с него грешка. И кога веќе се одлучил да остане во Скопје, какво е вашето мислење? Зошто тоа не го направи од местото кое сите овие години се обраќаја од државниот врв, и зошто не се поклони ниту пред споменикот на Ченто, бидејќи оваа година се навршија и 79 години одасно? Дали ова е уште еден доказ дека оваа влада работи на декомпонирање на македонскиот национален идентитет? Дали достојно се негува традицијата поврзана со настаните одасно Илинденското востание, кои традиции и настани оставиле длабоки траги кај македонскиот народ? Најпрво да го честитам на слушателите и гледачите македонскиот празник Илинден, и кој што сметам дека секојдневно треба да го одбележуваме и празнуваме, бидејќи тоа е символот на македонските традиции, идентитет и сушноста на македонскиот народ. Вклучително и мноштво јубилеи кои годинава се врзани со македонската историја, кои што за жал нема отсуство на државна програма која што ќе ги интегрирано одбележи. Во тој контекст, имајќи го предвид односот, досегашниот однос на државното раководство кон македонската национална историја и традиции, што, како што спомнав, се рефлектираше и во отсуството на државна програма за одбележување на 120 години од Илинденското востание, класична програма која што ќе опфати мноштво активности, научни конференции и така натаму. Да потсетам дека и минатата година отсутствуваше таква програма за јубилејот 150 години од смртта на Гоце Делчев. И од таму не ми изненадува и овогодинешниот пристап на раководството кон 120 годишнината од Илинденското востание. Доволен индикатор, по мене би рекол, беше отсуството на народ на централната прослава. Само по себе покажува како народот го прифаќа или го одбива ово однесување и пристап на државното раководство. Она што за мене остави впечаток
целата манифестација и целото празнување на политичко ниво беше како задоснет и крајно неубедлив обид за демонстрирање некаков патриотизам, современ патриотизам, таква кованица чувме, исклучиво подреден на престојните избори кои што следат, нели, во Република Македонија. Од таму мислам дека сите треба да се, кога ги одбележувам ваквите јубилеи, сите треба да се запрашаме дали доволно правиме, дали доволно ги негуваме и почитуваме традициите, секој индивидуално, особено што манифестот на АСНОМ и одлуките на АСНОМ нели беа избришани од уставот, така што она што е мој впечаток и моја порака е дека борбата за државата е секој ден и секој треба да ги негува традициите на АСНОМ индивидуално, а политичарите доаѓаат и одат, нели? И историјата суди за нивното однесување. Така. Иако Илинденското востание и АСНОМ живеат во меморијата на македонскиот народ, дали може да ни се случи ние македонците да бидеме единствениот народ во светот кој за влез во Европската Унија ја модифицирал својата историја? И дали ако вака се продолжи со одбележување, односно со непочитување на историската борба и генеза, како што тоа го прават овие од оваа ненародна влада пред се со потпишувањето на договорот со Бугарија и оној од Ливици, може како народ да се најдеме фрлени на буништето на историјата? Па јас би рекол дека премногу силна ваквата констатација. Јас мислам дека ниту еден народ не може да биде фрлен на буништето на историјата. Обратната е, историјата секогаш судела и суди, пресудува околу тоа кој каква улога имал и како се однесол во одреден конкретен момент или суштински за државата и за народот. И од таму сметам дека заштитата на националните интереси, во случајот со македонските национални интереси го засега идентитетот, е на определба стратешка која што, како што спомнав, секој индивидуално треба да ја промовира. Од таму мислам дека суверено право на секоја нација и народ, вклучително и на македонскиот или посебно на македонскиот, е да поседува свој историски наратив и да го почитува. И негова собственото културно-историско наследство што представува суштина, нели, и израз на идентитетот. Од таму самата промена на националниот наратив во суштина значи промена на идентитетот и губење на историското наследство. Тоа сме сведоци, нели, е сега тенденција да се промени преку политички договори. Затоа мислам дека во случајот со македонскиот народ без преседан е состојбата во која се наоѓа македонската држава денес. Особено откако го видовме и вториот билатерален протокол минатата година, кој во суштина представува и анекс на договорот за пријателство и добро соседство од 2017 година, односно ги надополнува оние моменти кои што беа или ги конкретизира, кои што беа пропуштени или се генерализирани во самиот договор. Затоа мислам дека не постои пример во светот каде што ваков тип на мешовита историска комисија треба по некаква политички диктат и условеност да ревидира националната историја и да одредува како ќе бидат пишувани, нели, самите учебници по историја, реториката во јавниот простор, одбележувањето на станите и така натаму. И од таму да се надоврзам на вашето прашање, непознати се во досегашната практика и методите на вакво комисиско селектирање на личностите од Македонија, чие што редефинирање и историско реоценување со владини одлуки, видовме тоа како изгледа примерот со одлуката на владата да ја прогласи комисиските интерпретации од средновековието за историски вистини и кои што треба соодветно да се
одбележуваат како дел од заедничката историја со Бугарија, и тоа е без преседан во современите демократии. Точно е дека има ваков тип, не ваков тип, точно е дека има мешовити комисии кои што треба да ги надминат некои проблеми, условно кажано, околу минатото, меѓутоа ваков тип на комисија апсолутно не постои. Од таму импликациите од протоколите со Бугарија, мислам дека алармира, дека комисијата го менува минатото и креира нова, која ќе треба да стане идна сегашност. И од таму мене ми изгледа ова како во Орвеловото фиктивно општество. Ништо нема да остане од вас, ќе бидете уништени во минатото, но и во днината никогаш нема да постоите. Тоа се формулации кои што ги наоѓаме во Орвел, или вие сте надвор од историјата, вие сте непостоечки. Тоа мислам дека е она што можеби најадекватно го рефлектира моментот во кој што се наоѓа македонската држава, македонскиот народ. Од таму мислам дека не постои случај, ниту па смее да се дозволи некоја суверена нација своеволно да ја промени својата национална историја, да ги задоволи барањата или условувањата на други нации, само затоа што тие можат да се во позиција да условуваат. Причината е јасна, мислам дека на сите им е јасно, дека преку со својот историски наратив нациите изразуваат идентитетската посебност и различност од другите нации. Ако историјата на една нација се менува за да се поистовети со наративот на друга нација, се менува идентитетската посебност на нацијата која што го менува сопствениот наратив. И македонскиот преседан во случајот ќе значи само прифаќање на националните наративи на соседите, условени нели со евроинтеграциите, а нивните погледи се всушност историско или се втемелени на историско непостоење на македонскиот народ и нација. Значи, прифаќањето на промената на наративот и неговото подредување на други нации, значи само по себе негација за македонскиот народ и македонската нација. Господине Панов, дали е намерата за формирањето на заедничките комисии за историски и образовни прашања пред се онаа која треба да испорача заедничка историја со Бугарија е преку политичко-историски инженеринг да се промени колективната меморија на македонскиот народ и да се доведе во ситуација самиот да ја негира сопствената историја пред се борбата на македонскиот народ за своја самостојна и независна македонска држава? Па да, ова прашање во суштина и го одговорив претходно, меѓутоа би додал дека би укажал на таа, како да кажам, методолошката концепција во работата на комисијата. Мислам дека е во спротивност со сите научни принципи и воопшто со карактерот на науката, како и со европските практики, демократски вредности засновани на неотугивото меѓународно право. На секоја нација да има свој и да создава собствен национален наратив и своја национална историографија, која што потоа се рефлектира и во образовниот систем. На тој начин се гради, односно се негува идентитетот. Од друга страна пак самите членови на комисијата од македонска страна минатата година признаа дека користат исклучиво методологија, значи прифатиле методологијата која што ја наметнале нивните бугарски колеги. Тоа беа нивно признание. И од таму ваквата усвоена методологија по која што работи комисијата, која што кажав е без преседан во европските практики досегашни, е во суштина нели под бугарски терк, би кажав. И од таму нели резултатите ги видовме во контекст на тие историски вистини кои што се прогласени врз основа на толкувањата или интерпретациите на комисијата. Господине Панов, каде го гледате излезот и што е тоа кое треба ние, македонскиот народ, да го имаме како патека или визија која што е поврзана за карактерот на Илинденското востание, особено од денешен аспект, за да не ни се случи декомпонирање на македонскиот национален идентитет,
да не ни се случи колективната меморија на нас, македонскиот народ, да не се доведеме во ситуација самите да си негираме собствената историја и како народ да не се најдеме фрлени, како што ние велиме, а вие не се согласувате дека било престрого на буништето на историјата. Нешто што го наумиле сценаристите и негаторите на Македонија, македонскиот народ и се што е македонско, а подпомогнати од оваа ненародна власт во последниве 6 години. Дали историјата може да не научи како да го сочуваме македонизмот во налетот на соседната пропаганда? Па да, во суштина историјата, нели, врз основа на историјата ние градиме сегашноста, односно осознаваме минатото, ја градиме сегашноста и ја предвидуваме иднината. Јас би укажал на еден интересен цитат на Кемал Ататурк, кој што своевремено предупредил дека нациите кои нема да го најдат или пронајдат својот национален идентитет ќе бидат плен на други нации. На тоа би го додал и Винстон Черчил, кој укажал дека нацијата која го заборува минатото и нема иднина. И тоа е суштината на тоа што треба секој, како што спомнав и претходно, меѓутоа и особено државното раководство при градењето на стратегијата и во контекст на националните интереси и стратешки определби, да го има предвид, бидејќи ниту еден државник до сега во историјата не предвидел, од друга страна, дека некоја држава или нација самата би ја менува сопствената историја. Таков случај не постои. И уште повеќе да го отстапи сопствениот или да го прифати националниот наратив на други нации како заеднички, односно свој, што значи дека стануваш туки на своето, како што своевремено кажал и Кочо Раце. Затоа повеќе од било кога, според мене, и историјата не подучува во тој контекст, е да се обединат интелектуалците, луѓето од науката, образованието, во заштитата на овие универзални начала и вредности, затоа што тоа е единствениот начин, како што велите, да се сочува, ја би кажал, македонството, односно да се сочуваат македонците и сопствениот идентитет од сите овие политички условувања, политички диктати во кои што за жал Македонија се соочува секојдневно. Од историска гледна точка, како гледате на поднесената резолуција, односно декларација од страна на СДСМ, која се однесува за Илинден? Што ни кажува ова и на што не упатува ваквата резолуција? Па да, јас повеќе би кажал дека тоа е израз на некаква политичка безидејност, односно само представува потврда дека како се третирали македонската национална историја, македонската минато. Јас се прашувам како може да се поднесува таква декларација во собранието на Република Македонија за Илинден, а кој представува фундамент на државноста македонска и идентитетот и символ на вековните борби за слобода. Впрочем, е државен и национален празник со основските одлуки и нераздвојно е вграден во македонскиот устав преку традициите на Крушевската република. Од тому не гледам апсолутно основа или оправданост за ваков тип на декларација. Особено што, како што бевме сведоци, истата партија го инициираше бришењето на манифестот и одлуките на основа од уставот, а во манифестот јасно се дефинира што е Илинден, дека тоа е открива пред цел свет колку е тврда решеноста, да бидеш свој на своето, да не бидеш роб и така натаму. И прашањето е што повеќе би се нотирало во таков тип на декларација, кога веќе го имаме ние тоа во уставот. Друго е прашањето на
декларациите кои што доаѓаат од други држави, меѓутоа кои што го немаат ваквите традиции инкорпорирано во уставот. Значи ние самиот устав е традицијата која што ја рефлектира државноста и традициите и која што го сочинува во суштина македонскиот национален идентитет. Кога сме кај декларациите, како гледате на тоа што во пресред на 2 август партијата на Кирил Петков и на Бојко Борисов, поранешните премиери на Бугарија, до бугарскиот парламент поднесоа вербална декларација со која бугарите сакаат да си го присвојат Илинден и да го бугаризираат ова македонско востание. Вие како доктор по историја, дали во досегашните ваши истражувања имате дојдено до некакви информации кои барем малку укажуваат на тоа дека Илинденското востание било бугарско? Дали имате дојдено до информации од кога започнало чествувањето на Илинденското востание од страна на нашите македонци во Бугарија и дали и од кога Бугарија започнува да појавува интерес за чествување на Илинденското востание? Дали ова што сега го прави Бугарија е поради тоа што од научна гледна точка тие можеби немаат никакви допирни корени со Илинденското востание и со едни вакви декларации сакаат да креираат мислење дека нештото е нивно, а со тоа да ни ја одземаат и уништат и таа наша македонска гордост? Па, да, јас би укажал тука на истражувањата на моите колеги и посебно на професорот Чепреганов, кој што многу пати јавно го искажат тој став дека во суштина Бугарија почнува да го, да кажеме, присвојува Илинденското востание дури 30-тите години од 20-тиот век, мислам дека беше 39-та година, во официјална смисла зборувам. Така што она што во суштина сега се случува со овие декларации, па и ја би додал и говорите на бугарскиот премиер и на бугарскиот председател за 120 годишнината од Илинденското востание, кои што нели паралелно беа реализирани во Бугарија. Мислам дека упатувате на политичка порака која што е сосема јасна. А таа е дека треба под политички притисок и политички условувања Република Македонија да прифати таа бугарска историска вистина, нели? Вклучително за Гоце Делчев и Илинденското востание, тоа ќе оди на превезот на оној погрешниот концепт, политички концепт и прифаќањето всушност на тој политички концепт на заедничката историја, произлезен од договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија, всушност кој треба да го легитимира Комисијата за историски образовни прашања. И во тој концепт треба се врами и Гоце Делчев и илинденците, и Илинденското востание, и вклучително и се до 1944 година, што значи дека под разбирањето на заедничката историја, тој политички концепт, подразбира дека тоа е биле и ќе биде и во иднина бугарско, се што е нели врамено во тој концепт на заедничка историја, според поимањето на Бугарија. Од таму мислам дека тоа само покажува како историјата се користи како политичка алатка за реализирање на стратешките интереси од една страна на Бугарија, од друга страна пак јас не гледам еден соодветен противодговор од страна на македонското раководство, напротив, досега целата стратегија и позиција беше насочена кон прифаќање на овие, посебно на политичкиот концепт на заедничката историја и формулацијата историска вистина, која што еве сега
се покажува како апсолутно погрешна и абсурдна и која што носи голема штета за македонската историја и македонскиот идентитет. Господине Панов, уште малку на оваа тема кога сме веќе тука. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Радев дека влезот на бугарите во уставот е завет на илинденците и од девостанијата го објавиле кампаните од бугарските цркви? Па да, тоа е, како што спомнав, тоа е таа политичка алатка која што се праќа таа порака дека дека очекувањата во суштина на бугарското раководство се дека со влезот на бугарите во уставот ќе биде проследено со прифаќањето и на овој тип на историски вистини, како што спомнував. И тоа е едно од последиците кои што ги очекува Бугарија, односно една од придобивките кои што ги очекува Бугарија со инкорпорирањето на бугарите во уставот како државотворен народ. И оттаму тоа само потврдува она загриженост или на голем дел од интелектуалците, од дел од политичарите во Република Македонија, меѓутоа и 80% од македонскиот народ, македонските граѓани кои што се спротивставуваат на ваквото условено метнување на бугарите во уставот, кое што очигледно дека согласно овие политички пораки кои што го видовме за Илинден од страна на Бугарија, се нема да запратне ли само со техничката промена на уставот, туку ќе се бара и промена на историскиот контекст на Илинден, на Асном и на вкупната историја на Македонија, која што ќе стане заедничка, односно бугарска. Така, во јавноста се почесто се вергла тезата дека Бугарија повеќе нема да има нови барања доколку сме го промениле уставот и доколку ги вметнеме во преамбулата. Дали према вас држи место ваквата теза, ако се земе во предвид фактот Бујар Османи и Теодора Генчовска пред една година потпишаа документ со кој бугарските барања станаа дел од преговарачката рамка? Дали токму во деталите на тој документ лежи ѓаволот, односно се скриени сите максималистички барања на Бугарија, кои мора да ги исполниме, меѓу кои уставните измени и менувањето на историјата? Дали очекувате да се променат учебниците по историја, иако, како што се договориле од Мешовитата историска комисија до почетокот на следната учебна година? Што спрема вас е најнеприфатливо од она што го има договорено оваа историска образовна комисија? Да, во вашето прашање ги имате инкорпорирано двата елементи. Едното е политичкиот контекст, а другото работата на комисијата, кои што во практиката се покажува дека се комплементарни, за жал. И сметам дека ваквото неколку пати го повторам тоа, историски вистини кои што се промовираат преку концептот на заедничка историја или се преку одлуки на влада се догматизираат, што е неприфатливо или спротивно на карактерот на науката. И тука доаѓаме до протоколите, односно посебно вториот билатерален протокол, кој што буквално ја дефинира работата на комисијата од политички контекст и го детерминира, ја би рекол орвеловски, треба да го детерминира севкупниот македонски научен и образовен систем, да го означува јавниот простор во Република Македонија и на крајште да маркира припадноста на наследството како сопственост на друга нација. Тоа што го зборував претходно во контекст на оние пораки политички кои што доаѓаат од Бугарија во контекст на уставот и промените со вметнувањето на бугарите во устав. Затоа сметам дека протоколот е
непоимлив во науката. Значи, таков тип на условеност не само во контекст на работата на комисијата, туку мислам дека овие политички комисијски конструкти однапред треба да определуваат вистинитоста на изречениот јавен збор при индивидуални официјални честувања. Билатералниот протокол тоа точно го дефинира. Потоа коректноста на медиумското информирање, дури се оди до таму дека доколку некој во медиумите се укажа или констатира нешто што не е нотирано или што е во спротивност со комисиските формулации, ќе има реакции. Од друга страна пак комисијата наспроти тоа што нема мандат согласно договорот за пријателство и добрососедство, сега го добива со билатералниот протокол како своевиден анекс, треба да ги одреди текстуалните содржини на самите учебници, идните наставни програми, надписи на споменици, споменични обележја. Може да се соочиме со цензурирање во суштина на слободниот ум и академскиот пишан збор. Ќе се определува што е правилно, а што не за нацијата, за македонската историја. Од историските навистини на комисијата во суштина ќе зависни и дали тие ќе бидат погодни за државно финансирање на публикации, учебници, проекти и така натаму. Значи, тоа е апсолутно несвојствено за една демократска земја, како што е Република Македонија, односно фактот што билатералниот протокол и во суштина станува дел од преговарачкиот процес во концептуална смисла, тогаш доаѓаме до апсурдот дека билатералниот протокол во суштина е во спротивност со европските начела и вредности. Меѓутоа, не знам, прифаќањето, како што кажав и претходно, е политичка одговорност која што секој во иднина ќе сноси или ќе биде изложен на судот на историјата. Во следниот дел од разговоров сакаме да поразговараме за тоа колку и дали препораките од Мешовитата комисија за историски и образовни прашања ќе влијаат врз образовниот процес, односно врз формирање на свеста кај децата, кои всушност се еднината на Македонија. Кога се подготвувавме за ова интервју, побаравме материјали од неколку места, меѓу кои од интернет страната на владата, како и од страната на Министерството за образование и наука. Од она што таму го видовме во материјалите, мора да признаеме дека бевме многу изненадени од многуте небулози на кои наидовме, а како резултат на турбо работењето на комисијата во изминатиот период, и тоа на штета на Македонија и на македонскиот народ. Очигледно е дека корените на ваквите небулози потекнуваат од промената на образовниот систем кој го започна Мила Царовска, пранешната министерка за образование и наука, наречен национални стандарди за постигањата на учениците на крајот од основното образование. Вие доаѓате од научната и образовна фела и добро сте запознати со законските регулативи и законот за основно образование. Во законот за наставните програми никаде ние, барем во она што го имаме како материјал, не сретнаме дека постои некој вид на модул за оперирање преку кој модул треба да се обезличи предметот историја. Имајќи го во предвид ова, зошто и за која цел владата преку Министерството за образование, пред се преку министерката Царовка, го започна и се уште работи на обезличување на предметот историја, а со тоа и обезличување на македонската историја. Дали преку ваквото образование на предметот историја надвор од законот, всушност се прави обид од децата да направат аморфна маса во однос на националното чувство. Дали во сегашно образование вие гледате воспитание како што тоа се предвидува со законот за образование? Да, јас би кажал дека тука се соочуваме со два аспекти. Едниот е така наречената концепција за основно образование,
како што спомнавте, која што беше воведена за жал наспроти противењето на мислам дека целокупната македонска академска заедница, бидејќи сите релевантни институции, зборам и научни и образовни, се изјаснија против оваа концепција. Имавме јавна расправа во собранието каде што поголемиот дел апсолутно ги изразија критиките аргументирано. Меѓутоа, за жал, од таа јавна расправа, колку што знам, не излезе никакво соопштение и тоа беше сосема јасен индикатор, официјално, нели, соопштение, индикатор за тоа дека по секоја цена треба да се имплементира концепцијата. Гледаме сега дека е крајно погрешно и она што се случува сега како продукт на концепцијата, тоа се наставните програми и самите учебници. Но јас не би кажал дека е безличен предметот историја, туку дека е укинат. Ние рековме уште тогаш дека се спротивставивме на укинувањето на предметот по историја, зборам буквално убедливото мнозинство на историчари и другите колеги од другите области како географија, кој што исто така нели се укина. И така што укажувавме дека предметот историја воведен уште со одасновските решенија и неприфатливо би било да се укинува. Тоа беше првичниот план да не постои предметот историја, да се интегрираат историја и географија во општествени науки како предмет. На нашите спротивставувања категорични се направи некаква шминка и се дојде до некаков квази предмет што го имаме денес, историја и општество. Меѓутоа, повторно тука зборуваме дека историјата како посебен предмет е укинат и сведена, гледаме сега од наставните програми, на минорна наставна содржина, која што за 5-то деление беше околу 10%, а сега за 6-то ќе видиме како ќе се реализира. Од друга страна, како Сдружение на историчари, кажавме на пропустите кои што се содржани во учебникот за 5-то оделение и на нашите укажувања официјално доставивме и писмено анализа со референци од над 60 забелешки кои што го оспорија, да кажеме, содржината на над 60%, над 30% законската норма која што е според тоа да доколку содржи 30% грешки или пропусти, во тој случај се повлека учебникот. Тоа се случи. Учебникот за 5-то деление се повлече на наше аргументирано образложение. Меѓутоа, јас тука би кажал дека во суштина не се само пропустите како пропусти, туку и самата наставна програма која што е продукт на концепцијата е несоодветна. Затоа ние како здруженија и генерално мислам дека целата историска фела со мали исклучоци се за враќање на предметот историја, враќање на претходниот систем, се со цел да се оневозможат натамошните штети кои што ги причинува концепцијата, бидејќи беше крајно избрзана, без консултација со релевантните субјекти и наспроти противењето категорично на сите релевантни институции. Ќе видиме, барањето беше да
да се покрене на јавна дебата. Ние како Сдружение на историчари планираме есента да покренеме јавна дебата во која што ќе се дискутира за последиците кои што до сега ги има концепцијата за основно образование и како тоа да се надмени. Господине Панов, ја спомнавте 2021 година кога имаше расправа во Македонското собрание околу концепцијата за основното образование, на која расправа говореа професори скоро од сите факултети, каде што и вие бевте дел од истата, зашто и еве претходно говоревте. Како што рековте, никој од вас не застана за ваквиот концепт, кој го представи Мила Царовска. Со други зборови, сите од научната фела бевте против носење на таквата концепција за основно образование. Дали вие се уште стоите на истиот став за она концепција за основното образование, особено во делот каде што се вели предметот историја и општество опфаќа теми кои припаѓаат на историјата, делови од географијата, граѓанското образование и други општествено-хуманистички дисциплини, како и тоа дека предметот историја и општество произлегува директно од подрачјето општество и демократска култура. Можно ли е националната историја да произлегува од сосема друга дисциплина, како што велат од Министерството за образование и наука? Како е можно да ја бараме нашата историја во некакво си општество и демократска култура? Па да, јас спомнав тоа дека продуктот на наставните програми и учебниците се рефлексија на погрешната концепција за основно образование и оттаму и е потребата да истата се ревидира, односно да се стави мораториум за да се продолжи во една правилна насока. Сите сме за добри реформи, бидејќи реформите во суштина треба да донесат нешто подобро, нели? Така треба да биде. Меѓутоа, кога се носат реформи без консултација, особено кои што задираат во националната историја или во предметот историја, тоа е многу чувствително прашање, особено што создава сомнеш околу нели тоа што се случува сега околу работата на Комисијата за историски и образовни прашања, каде што, како што спомнава, билатералниот протокол де факто и се дава таква позиција да ја се издигнува над сите национални институции. Зборам над Институција за национална историја, над Институција за историја при УКИМ и сите високообразовни и научни институции, што значи дека имаме занемарување на националните институции за сметка на една комисија која што брои 7 члена, која што пак ја нема поддршката од академската заедница. Да потсетам дека над 200 академици, професори, сите релевантни историчари кои што се занимаваат со средновековие ги отфрлија како ништовни и релевантни сите формулации до сега донесени од страна на комисијата и тоа само по себе покажува на кое ниво се наоѓа комисијата, односно дека е делегитимирана од страна на академската заедница. За да се дискутира одредени прашања, мора да има еден општ јавен консензус кој што само така ќе биде било што од реформските аспекти зборам одржливо. Меѓутоа, јас тука не гледам реформа, туку класично избрзана решенија кои што само носат штета наместо да носат до подобро. Имајќи предвид дека историјата треба да го опфати периодот од старата антика и од периодот пред, но и од пронаѓањето на писмото па се до денес, како гледате на тоа што во предметот историја и општество за 5-то одделение
археолошките пронаоѓалишта се запишени како наоѓалишта во нашата држава, а не во Република Македонија. Колкаво зло направија владата и Царовска со ваквите промени и колкава е штетата што Македонија и македонскиот народ ќе ја платат со ваквите небулозни промени и како ќе се одрази врз генерациите кои доаѓаат, но и врз оваа сегашна млада и мала генерација. Како гледате и на тоа што концептот за основно образование на пронешната министерка Царовска од 2020 година сега многу забрзано се реализира, така што после предметот историја сега на удар на новите образовни модели е и учебникот по македонски јазик за 6-то одделение, во кои учебници, како што рековме на почетокот на разговорот, сега учениците нема да учат за делото, односно делата на светите браќа, свети Кирил и Методи, како и за делата на свети Климент и свети Наум, но нема да учат и за целокупната историја и потекло на македонскиот јазик. Па да, тоа се импликациите кои што ги гледаме, како што спомнував и претходно. И на она што го во првиот дел од прашањето, каде што зборувате за археолошките наоди, да, можно индикативно е, ние во како здружение ги нотиравме, како што спомнав и претходно, сите пропусти кои што нагласивме дека терминот Македонија воопшто не се користи дури и за римскиот период, така што дури за римската провинција Македонија се избегнува да се користи терминот Македонија, што само по себе е мощно импликативно и укажува на тоа дека многу се внимава во поглед на тоа да не се како да кажам, да не се наштети на комисијата, работата на комисијата, да не се наштети на политичкиот контекст и така натаму, што само по себе сериозна работа, во најмала рака сериозна, затоа што Македонија терминот постоел како историски термин, апсолутно, а не да не зборуваме и за самата држава, Република Македонија. И оттаму дури придавката македонски не се користи во учебникот за 5-то одделение, што е исто така само по себе индикативно и мислам дека беше само за некој антички, се користена само 2 пати придавката македонски и само за некој мислам беше празници антички и тука некаде завршуваше работата на однос на придавката македонски. Она што се случува и во контекст на другите учебници за македонски јазик, отсуството на историскиот контекст на браќата Свети Кирил и Методи повторно потврдува дека во суштина образовниот систем се подредува на политиката, односно на политичките договори, што е апсолутно неприфатливо. Како што скажав, секоја нација има неотуѓиво меѓународно право да си гради сопствен наратив и свој образовен систем, бидејќи преку образовниот систем тоа е недвосмислено, историјата како дефиниција го гради припадноста кон државата и свеста кон нацијата. Така што секоја промена на образовниот систем и тоа под политички диктат и тоа под диктат на соседите кои што бараат историјата не само да се ревидира, туку да се адаптира, односно да се усогласи со нивниот образовен систем или со нивното видување на историјата и традициите, само по себе покажува оваа штетност на политичките договори, односно како тие се во практика се реализираат, затоа што комисијата може да работи, да дискутира за одредени прашања, да отвара јавни дискусии, трибини, конференции, меѓутоа не да работи под политички диктат, односно не да селектира личности, и тоа само
и настани и тоа само од историјата на Македонија, како заеднички да ги вмравуваме во политичкиот концепт на заедничката историја, што па само по себе е наметната од страна на Бугарија и која што на тој начин сака да ја, кажеме, бугаризира историјата на Македонија, на македонскиот народ, а со самото тоа, нели, идентитетот на македонскиот народ. Оттаму неприфатливо е апсолутно вакво прилагодување на образовниот систем, особено што бугарските членови на комисијата јасно и недосмислено кажаа дека доколку не се смени образовниот систем по диктат на комисијата, тогаш тие ништо не направиле, што значи дека јавно тоа беше изразувано постојано во нивните изјави дека со промената на образовниот систем ќе се промени и свеста и односно погрешноста на идентитетот на македонскиот народ, односно идните генерации ќе учат вистинска историја, односно политички диктат. Тоа за мене е орвеловски и ништо повеќе. Производ од добрососедскиот договор и протоколите кои се производ од него, де факто ни донесоа нова историја. Благодарение на Драги Ѓоргиев и Ангел Димитров како ко-председатели на Мешовитата историска и образовна комисија, македонските и бугарските историчари се договорија светите браќа Кирил и Методий, Свети Наоми и Климент, покрај македонски да станат и бугарски историски личности, а Самоиловото царство во македонската историографија стана бугарско. Како ќе го прокоментирате текстот во протоколот, во кој текст се вели цар Самуил е владател на голема средновековна држава, која што поголемиот дел од современата историска наука ја смета за бугарско царство со центар во територијата на денешна Република Са Македонија? Добро, за тоа сум говорил многу пати и ги базирам своите ставови врз основа на анализа на историските извори. И во конкретниот случај, ова е повторна на политичка имагинација на тој политички концепт на заедничката историја, во кој што само се легитимира како владата на бугарско царство, иако изворите го кажуваат сосема спротивното, дека тој немал ништо заедничко ниту со бугарското царство, ниту со традициите, ниту се повикувал на нив. Напротив, тој суверено и независно владел и тоа го избрал, нели, како јадро или колевка на сопствената држава или идеолошката и политичка програма токму Македонија, односно Охридско-преспанските краишта. И тука треба се бара, нели, и традициите, и јадрото, и онаму каде што само ја темел и сопствената држава и самата црква. Да не забораваме дека сега во рамките на дискусијата околу комисијата и Охридската архиепископија, и сега прашањето е како ако само е дефиниран како владата на бугарското царство, како сега комисијата, како веќе тоа го договорила, како ќе се извлече сега во контекст на Охридската архиепископија, бидејќи ставот на бугарската историографија дека Охридската архиепископија продолжение на бугарската патријаршија, меѓутоа и тоа е сосема јасно дека бугарската патријаршија е ликвидирана како и државата Бугарија во 971 година од страна Византија и тоа е неспорен историски факт. Што значи дека сето друго е, нели, интерпретација. Моите истражувања покажуваат дека само се базирал на традициите кои што произлегуваат од територијата на Македонија и врз основа на тоа ја градал и независноста на самата црква, која што подоцна, нели, се нарекува и Охридска архиепископија, откако самата држава е укината. Така што сето ова што сега се случува е повторно ќе кажам политички диктат за да се прифатат бугарските историографски тези. Такви формулации дека тоа е
мнозинство, тоест, не знам, најголемиот дел од светската историографија, тоа е апсолутно, мислам дека е погрешен приод, затоа што ако зборуваме за светска историографија, а што е тоа светска историографија? Го поставам прашањето, дали македонската историографија не е дел од светската историографија? Така што многу работи се апсурдни во работата на комисијата, особено што еве јас како автор на самата држава прва книга која што е објавена оригинално на англиски јазик и посветена на Самуел, дали ја не сум дел од светската историографија. Затоа илузорно е да се зборува воопшто за работата на комисијата, особено што во членовите на комисијата нема ниту еден експерт од средновековието, и тоа сите историчари кои што се познавачи на средновековието, зборам македонските историчари, апсолутно ги отфрлија сите нивни интерпретации и формулации, и имавме јавна трибина на која што тоа аргументирано го оспорив. Оттаму сите овие, како што спомнав и претходно, тези кои што треба да го артикулираат бугарскиот историографски поглед на историјата на Македонија, се ирелевантни и ништовни, како што стоеше во соопштението на 200 академици, професори и истражувачи. Како гледате и на текстот во протоколот поврзан за светите браќа Кирил и Методи, во кој текст се вели: светите браќа Кирил и Методи својата дејност ја имаа во бугарска држава. Делата на свети Кирил и Методи се сочувани и развивани во книжневните центри Преслав и Охрид, кои тогаш се наоѓале на територијата на средновековната бугарска држава, каде што нивните ученици наоѓаат услови за работа. Она што се наведува за светите браќа, истото се наведува за Кирил и Методи во договорот меѓу македонските и бугарските историчари, исто така се наведува и за свети Крилим и свети Наум. Имајќи предвид дека договорот за овие историски личности помеѓу Македонија и Бугарија беше објавен лани во август, како ќе го прокоментирате правдањето на првиот човек во комисијата од македонска страна, Драги Ѓорѓиев, дека не станувало збор за промена на историски факти, туку промоција на образование кој нема да биде основа за манипулација на младите? Да се крсти човек или да... Добро, тоа е веќе прашање на тоа кој со што манипулира, нели? Манипулацијата е субјективна категорија, секој може да каже дека другиот манипулира. Меѓутоа, еве, ако се остава да се манипулира од страна на огромното мнозинство на академската заедница во Република Македонија, ако се тие манипулатори, тогаш добро. Абсурдот е апсолутно тука присутен и тука не би, мислам дека е узорно да се зборува, меѓутоа околу се што се во протоколите што е дефинирано, односно во формулациите на комисијата, како ги кажуваат, кои што стануваат, нели рековме, историски вистини со одлуката на владата за средновековието, и се содржани во првиот протокол, во суштина ги доведуваат светите Кирил и Методи, Климент и Наум Охридски, цар Самуил, исклучиво бугарски контекст. Значи, тоа е недвосмислено. Што значи дека се прифаќа во целост бугарското видување на историјата. Тука нема никаква компромис или не знам реципроцитет, како што велат, апсолутно нема такво нешто. Секој може да ги види и ќе си дојде до истиот заклучок. Затоа што ако се земе генерално, интегрално сите овие формулации, се може да се забележи тенденцијата, и тоа е многу суптилно направено, дека целосно се исклучува поврзаноста на сите овие личности кои што се дел од историјата на Македонија и од традициите и наследството кое што го имаме ние како Република Македонија, како македонски народ и македонска нација, е тоа да се тенденциозно се исклучува било каква поврзаност со Македонија, че не се користи терминот Македонија. Тенденциозно се бришат фактите дека токму на овие
простори, точно токму на просторот на Македонија, односно Охридската архиепископија, продолжува да се негуваат традициите за сите овие личности, а што не било случај во Османлиска Бугарија, каде што тие апсолутно биле заборавени. Уште повеќе, ја би кажал дека комисиските овие утврдени вистини во наводници претендираат да покажат дека Бугарија во суштина и била заслужна за реактуализирањето на култот на светите Кирил и Методи во 19 век и како што се вели за духовното будење и еманципација во Македонија. Значи, тоа зборуваме за формулациите на комисијата. Значи, тука имаме тенденција да се занемари фактот дека традициите се негувани исклучиво во Македонија, во ареалот на Охридската архиепископија, а дури подоцна се реактуализираат преку Русија и во Бугарија, а другиот аспект е дека светите Кирил и Методи се присвојуваат како бугарски, од страна на Бугарија, а преку Комисијата за историски и образовни прашања, и тоа стои во нивните формулации. И фактот дека преку Кирил и Методи Бугарија се промовира како фактор за духовно будење и еманципација и во денешна Република Македонија, тоа укажува на фактот дека со самото тоа се прифаќа и тезата дека за бугарскиот карактер на преродбата. Значи, многу работи непромислено од страна на македонските членови на комисијата се прифатени, односно се прифатени сите буквално сите бугарски барања, очигледно, или бугарскиот поглед на историјата. Ако кон тоа го додадеме и фактот дека во првиот протокол билатерален празникот Свети Кирил и Методи е дефиниран како бугарски национален празник, нели тоа го видовме во првиот билатерален протокол. Може да се види кон што оди овие ваквите постигнати договори комисијата, односно дека синтагмата заедничка историја всушност го определува бугарскиот карактер. А тоа, ја би рекол, ново конструирано минато, а со тоа и новиот идентитет кој треба да се креира со променетиот наратив. Значи, треба да прифатиме дека не сме македонци. Господине Панов, Институтот за историја, од каде што и вие доаѓате, оваа година слави 75 години од своето постоење. Какви активности се преземаат? Има ли најава од страна на директорот Драги Ѓоргиев за некакви научни конференции, бидејќи оваа година Македонија одбележа неколку јубилеи, како што се 120 годишнина од Илинденското востание, 120 годишнина од смртта на Гоце Делчев, 60 годишнина од смртта на Ченто и 60 годишнина од земјотресот во Скопје и така натаму. Да, има многу јубилеи. Да, меѓу кои 75 години институтот, што само по себе покажува за каква институција се работи. За жал, институтот остана на страна нем на сите овие случувања, со одредени исклучоци, така што она што сега јас не сум вклучен во одборот, она што за одбележување на 75 години, меѓутоа она што го дознавам од колегите е дека да има научна конференција во која што е насловена Европа и Македонија, нешто така, во која што ќе бидат интегрирани, односно поводот ќе бидат сите овие јубилеи кои што ги спомнавте и во која што ќе бидат абсолвирани дел од прашањата кои што ги се случуваат и во современието. Јас ќе имам реферат на тема Цар Самуил како фактор во македонско-бугарските односи од 46 година до денес и да укажам и планирам да укажам на фактот како политиката постојано го користела и ја користи историјата за реализација на политичките агенди
Меѓутоа и ќе укажам и на променливоста на бугарскиот поглед кон историјата, бидејќи на почетокот на 40 после Втората светска војна во суштина сите овие личности за кои зборувавме, вклучително и цар Самуил, се признаваат како дел од македонската историја во образовниот систем во Бугарија, во Пиринска Македонија. И сега кога гледам од современ аспект, јасно е нели на таа инверзија која што ни се случува сега и која што има јасна тенденција, тоа е рефлексија од 60-тите години, политиката на Бугарија од 60-тите години да за денационализација на македонците во Пиринска Македонија и во самата сега во самата Република Македонија. Во очи на Илинден во Крушево се промовираше зборникот 120 години од Илинденското востание, како и промоција на илинденски сведоштва во издание на Државниот архив на Република Македонија. Ова што се случуваше на ден пред Илинден е без поддршка на владата, односно од македонската држава. Од колкаво значење за Македонија и македонскиот народ е ова манифестација и како гледате, односно како ќе го прокоментирате тоа што државата не помага вакви сведоштва за македонската историја? Па да, како што спомнав и минатата година отсуствуваше државна програма за поддршка на јубилеот 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Видовме колку срамежливо тоа беше одбележано од страна на политичкото раководство, се со цел очигледно да не се замерат или да не се наштетат на политичките односи со Бугарија. Да, ваков тип на зборници, академски, научни материјали се и tekako потребни токму во контекстот за кој што зборуваме целата емисија. И затоа сметам дека отсуството на државна програма за ваков тип на јубилеј е несвојствено за една суверена нација и суверена држава. Ама сето тоа што се случува го гледаме, нели, сведоци сме. И како и уставот се третира, наместо да биде, нели, една вечна категорија, нели, се третира како политичка алатка за незадоволување на стратешките определби на други нации, што не е во ред, нели, е спротивно, само по себе е спротивно на карактерот на уставот, односно карактерот на една суверена држава и нација. Од таму, да, како историчари ние реагираме постојано, објавуваме статии, настапуваме во странство, колку што можеме, ли, со буџетот со кој што располагаме од страна на државата, меѓутоа да, ја промовираме македонската историја секаде каде што можеме, на начин на кој што најдобро мислиме дека може. Господине Панов, ќе сакате ли за крај да го прокоментирате барањето на ВМРО Народна на Љупчо Ѓеоргиевски, инаку поранешен премиер на Република Македонија, кој побара рехабилитација на историски личности и настани, бидејќи поминале 120 години од Илинденското востание, кое спрема него било доволно време да се направи тоа. Од неговата партија побараа поинаква приказна за Сарафов и за Лозанчев во контекст на Илинден 1903 да се поврзеле и востанијата на Преображение во Одринско и на Крстовден во Серско, како и целосно да се рехабилитираат југословенско титовистичките жртви од времето на Асно. Оде ли ова барање во иста насока на бугарските барања? Па да, јас, како што спомнав, мислам дека политичките партии треба да останат на страна од историјата, да останат на историчарите, меѓутоа тоа очигледно не е случај. Така што мојот коментар би бил да, има
има некаква комплементарност во ова соопштение во кое што го наведовте и она што е нотирано во вториот билатерален протокол, или кој што во суштина се ги артикулира сите претходни барања, оној пакет 5+1 на Бугарија. Да не забораваме дека билатералниот протокол во најголемата своја содржина, најголемата суштина е посветен на историјата, односно на ревидирање на историјата, и се со цел да се покаже дека Република Македонија, македонскиот народ не постоел, односно дека заедничката историја била бугарска до 1944 година и дека тоа сега треба да се коригира затоа што треба да се, нели, македонците освестат, условно кажано, поради таа некаква погрешна историја која што има наметната од страна на Титова Југославија. Тоа е концептот кој што го држат, нели, сите и Бугарија и Грција за непостоењето на македонската нација, и на овој начин, преку реализацијата на билатералниот протокол, доколку се реализира се што е нотирано во билатералниот протокол, а тоа е условот за членството во Европска унија, така стои, нели, се што кога ќе заврши работата на комисијата, тогаш ќе може да се разговара воопшто за финалното членство во Европската унија, што имплицира сите барања на Бугарија ќе треба да се реализираат во однос на најмногу за историјата и наследството, за да нели, кога ќе влеземе како држава и како народ и нација во Европа, како што велевте и вие, ќе останеме обезличени во суштина. И тоа треба секој да го има предвид, дека билатералниот протокол води кон тоа, апсолутно недвосмислено води кон ревидирање на македонската историја, култура, наследство и се што потоа, доколку се реализира овој билатерален протокол преку комисијата и преку другите точки кои што произлегуваат од него, на крајот ќе се сведеме на тоа да се што е историја, култура во музеите, во надписите, во спомениците ќе биде нотирано како бугарско наследство наспроти, нели, античкото, кое што ќе биде нотирано како хеленско наследство, што значи дека нема да постои македонско наследство, а со самото тоа ни македонски идентитет, македонски народ. Не дај Боже. Ви благодариме, господине Панов. Причинивте задоволство со вашето учество во Македонски корени. Ви посакуваме убав викенд, пријатно дослушање и скоро довидување на Македонски корени. Ви благодарам, поканата ми беше задоволство и поздрав до слушателите и гледачите ширум светот, кај на македонци. Пријатно и и да се надеваме дека нема по друг пат да чекаме 12 месеци па да проговориме малку. Секогаш со задоволство. Пријатно, Довидување. имајте си убав викенд.